Сепак не јас, туку Христос живее во мене. Таа представува синоним за сето добро, благородно, честно, за тоа како од срце искрено се помага на оние на кои помошта им е најмногу потребна. Таа беше често именувана како светица на сиромаштијата и сиот свој живот им го посветила на невините жртви на насилството, на оние кои умираа низ улиците, на болните од лепра и од сида. Таа живееше едноставно како за време на животот, така и по нејзината смрт остана синоним за доброто во светот. Тоа е скопјанката Гонџа Ангес Бојаџиу или подоцна светицата мајка Тереза. Низ колаж од фотографии и текст, приказната за мајка Тереза продолжува да се раскажува, денес таа се и во Виница. Се работи за повеќе годишен проект, односно изложба која што е поставена во повеќе градови низ земјата, како и во повеќе држави, како што се Јапонија, Словенија, Полска и неколку други. Како исто така беше поставена и во Рим за време на канонизацијата на мајка Тереза, која што се случи во 2016 година. Се работи за изложба составена од 21 колаж со фотографии и текст кои што го прикажуваат Скопје, односно родниот град на мајка Тереза, нејзиното детство и младост поминати во Скопје како Гонџа Бојаџиу, нејзината транзиција од Гонџа во сестра Тереза, подоцна голем број на награди кои што таа ги има добиено повеќе од 700 награди, а најверојатно најпозната и можеби најзначајна е Нобеловата награда за мир од 1979 година. Исто така имаме фотографии од нејзините посети во Скопје, нејзината смрт, беатификација и канонизација. Со оваа изложба сакаме да им возможиме на повеќето, односно на сите луѓе кои што пред се немале можност да дојдат во спомен куќата во Скопје, да не посетат да се запознаат повеќе со ликот и делото на мајка Тереза во своите градови, а со тоа и евентуално да им развиеме желба да дојдат и да не посетат во нашиот музеј. Изложбата во организација на Домот на културата Тоша Арсов ќе биде отворена за посетителите деновиве, а исто така и учениците од училиштето овде може да имаат еден репрезентативен час за целокупната мисија на мајка Тереза.